Добро е што шефот на Европскиот совет Антонио Кошта лично доаѓа да ја потврди посветеноста на ЕУ за проширување, но таа посета, посебно на Скопје, не смее да се сведе на веќе видените фрази. Македонија во последниве две декади си има изнаслушано охрабрувачки пораки дека сега е моментумот, а потоа ништо не се случува. Според експертите, посетата е добар сигнал дека сме дел од плановите на Унијата, но на средбите Кошта ќе мора да понуди и некој конкретен чекор, а не само празни зборови. Веројатно треба да представува еден сигнал дека Европската Унија останува посветена на проширувањето. За жал, ова нема да е прва посета проследена со оние добро познати фрази дека Унијата останува посветена на овој процес, како и дека сега е моментот да се направи чекор напред. Ние во изминатите 20 на години повеќе пати сме слушнале такви најави. Ние, за разлика од многу други држави, имаме посебни искуства во процесот на проширувањето и за да се докаже посветеноста на Европската Унија кон проширувањето со државите од Западниот Балкан, ќе треба да видиме навистина конкретни чекори. Тема на разговор меѓу Кошта и Мицкоски секако ќе бидат и низат иницијативи кои произлегуваат од повеќе европски центри за промени во процесот за проширување. Пред се предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц за еден вид фазно членство кое би се однесувало на земјите од Западен Балкан, Украина и Молдавија. Наумовски е песимист дека ваков предлог би поминал во моментов, бидејќи согласност мора да има од сите земји членки. Во овој момент сметам дека не постои еден јасен единствен став помеѓу сите институции и сите држави членки за тоа како треба да се движи проширувањето натаму. Останува да видиме дали председателот на Европскиот совет ја поддржува оваа идеја на германскиот канцелар или не, и да видиме дали идејата за некакво приближување на Украина кон Европската Унија без формалната постапка важи и за државите од Западниот Балкан. Од македонска страна премиерот Мицкоски само во последната недела неколку пати го повтори ставот на неговата влада. Уставни измени вакви какви што се предвидени во моментов нема да има, па по цена да се почека подолго за влез во Европската Унија. За разлика од него, СДСМ и Филипче не само што се подготвени се да исполнат по секоја цена и тоа против волјата на народот, туку и со сите сили го форсираат внесувањето на бугарите во уставот. Покрај Кошта месецов е најавена посета и од страна на еврокомесарката за проширување Марта Кос. Ова доаѓа по одлуката на Брисел Македонија да добие најголем дел од средствата од планот за раст наменети за земјите од Западен Балкан.